Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани годинава ќе го стипендира гимнастичарот Стојан Анастасов, откако претходно објави конкурс за подршка на млад спортист. Целта е да се помогне во понатамошната спортска кариера за оние кои ја представуваат општината и на државно и на меѓународно ниво. Гимнастичарот Стојан Анастасов, член на клубот за гимнастички спортови Кочани, е овогодишен добитник на стипендијата за спортист Спортска надеж, што ја доделува локалната самоуправа на Кочани. Во образложението на Општинската комисија која одлучувала за доделување на финансиската поддршка, се вели дека според остварените спортски резултати во 2018 година, Анастасов има најмногу бодови од пријавените кандидати и е прв на ранг листата. Тој лани учествувал на повеќе национални гимнастички надпреварувања, на кои постигнал одлични резултати, за што има освоено и признанија. Комисијата ја разгледувала неговата работа и во текот на изминатите години и оценила дека тој заслужува да ја добие општинската стипендија, чиј месечен износ е 3000 денари. Финансиската поддршка се доделува 8 година поред, за да им се помогне на младите таленти во понатамошната спортска кариера на државно и на меѓународно ниво. Според правилникот за стипендирање, исплатата ќе почне од април и ќе трае заклучно со септември. Средствата се обезбедени од програмата за спорт на општина Кочани за стимулирање на млади спортисти. Во Виница се одржа основачко собрание на партијата за демократски просперитет на ромите, која главно ќе действува меѓу ромската популација од источниот регион на државата. За председател на партијата е избран досегашниот министер без ресор Аксел Ахмедовски, а во раководството влегоа и представници од Кочани, Виница и другите градови од регионот. Ромите од источниот регион на државата формираа своја партија, чија основачко собрание се одржа викендов во Виница. Партијата за демократски просперитет на ромите, како што официјално се вика новиот политички субјект, се појавува како резултат од досегашната неорганизираност на ромската популација и нејзината разбиеност со членување во други партии, со што не се постигнале очекуваните ефекти. Партијата ќе ја води Аксел Ахмедовски, дипломиран правник од Делчево, кој до неодамна беше министер без ресор, задолжен за имплементацијата на стратегијата за ромите. Освен него, во партиското раководство влегоа уште неколку членови од поголемите градови во регионот. За председател на партијата е избран Аксел Ахмедовски, за подпредседатели на партијата се избрани Јусеин Демиров од Штип, Аки Акиов од Кочани и Муарем Амедов од Виница. За формирањето на самата партија, беа собрани сите потребни подписи. Исто така беше усвоен статутот на партијата, програмата и сите потребни документи кои што се потребни за регистрација. Нашата партија во овој момент со самото формирање ќе биде самостојна, а понатаму секако во развојот на програмските цели и нашето делување ќе одредиме на која страна ќе бидеме, можам да кажам, наклонети. Со формирањето на партијата беше речено на основачкото собрание, по повеќе децении е остварена заложбата на ромите од истокот да се самоорганизираат и да постигнат согласност за формирање своја партија, која ќе работи на заштита на нивните интереси и права. Адемов додаде дека зад партиското раководство стои солидно гласачко тело од над 10.000 граѓани кои дале поддршка за основањето на партијата, а тие веќе имаат и член на Општинскиот совет во Виница. На основачкото собрание на партијата за демократски просперитет на ромите беше донесена одлука седиштето на партијата да биде во Делчево, а партиски подружници да бидат формирани во сите општини од изборните единици во источниот регион. За престојните председателски избори доправа ќе се разгледува дали и на кој кандидат ќе му биде дадена поддршка, а во наредниот период главна задача за партиското раководство ќе биде работата на терен за да се представи програмата за действување. Насилен упад и кражба се регистрирани во клонот 3 на градинката Павлина Велјанова. Причината е материјална штета од помал обем, а вработените затекле расфрлан мебел и инвентар во кујната. Неочекувана гледка затекнале изутрината при доаѓање на работа вработените во клонот 3 на градинката Павлина Велјанова, лоциран во населбата Текешински Лозја. Поголем дел од инвентарот во кујната и трапезаријата биле расфрлани,
а забележале отимало неовластено влегување и во другите простории. Трагите упатувале на насилен упат и кражба, поради што настанот веднаш бил пријавен во полиција. При увидот што е направен е констатирана кражба од помал обем, односно дека недостасуваат еден DVD плеер и други делови од техничка опрема. За сега непознат е сторителот или сторителите на кражбата, но индициите наведуваат дека можеби се работи за малолетни лица. И покрај настанот, работењето во клонот 3 на градинката течеше без проблеми, односно предпладнето биле примени децата кои ја посетуваат оваа детска установа. Во меѓувреме е пристапено кон средување на инвентарот и враќање на просториите во првобитната состојба. Сдруженијето на планински спортови од Виница високопрофесионално и организирано успешно ја реализираше зимската стрмна трка Чупино вертикал од Блатец до врвот Чупино на надморска височина од 1725 метри. 5000 до 5500 метри со висинска разлика од 1030 метри. Трчање низ карпест предел, букова шума, тврд снег во должина од 1,5 километар. Тежок предизвик за 50-тината маратонци од Македонија, Бугарија и Белгија, кои од Блатец ја поставија новата спортска релација Чупино вертикал. Стартуваа од центарот на Блатец од 720 метри надморска височина, каде предходно со сите неопходни подготовки се загреваа за совладување на теренот кој што ги очекуваше. Оваа трка Чупино вертикал е од категоријата на дисциплината вертикален километар, во која што надпреварачите трчаат максимално должински 5 до 5,5 километри и во таа должина треба да искачат 1000 метри. Значи ова наша трка Чупино ги исполнува идеално условите. Значи имаме 5500 метри должински, во кои што се трча 1030 метри висинска разлика. Така, напорна ли е трката? Трката е напорна секако. Значи треба да има тренинг за да може да се изтрчи. А теренот каков е? Теренот до првите 4 километри е сув. Веќе од последните 1500 метри има снег. Меѓутоа снегот е тврд, значи нема да пропаѓаат луѓето, нема да се лизгаат, така да убаво е за искачување, супер. Колку учесници имате денес? Денес имаме 50 учесници, значи ние намерно го ограничивме бројот на 50, бидејќи повеќе и не можеме да обслужиме, бидејќи теренот е непристапен за возило, значи само пешки со магаре може да се качи. Едни од најдобрите македонски надпреварувачи се тука дојдени. Имаме 5-6 души имаме од Бугарија и еден имаме од Белгија. За први пат в Македонија. За прв пат сум во Македонија, ми се допаѓа природата. Маратонец сум, планинско трчање. Очекувам стабилно време да се радуваме на планината и убавото време. Меѓу највозрастните учесници беше и 66 годишниот Благоја Ацовски, кој летово беше дел од Чупино треил. Трчам маратони, половина, цели маратони, планински трчам 40 км, 50 км. Летото бевте на оваа трка? Да, летото бев и беше многу жешко и тешко, но издржав. Бев шести од купниот број. Прво поспоро, полека и после таму ги преминувам пред крај. Да не. А редовно трчате секој ден? Не секој ден. Два пати до 3 пати неделно. Сега пошто се спремам за Скопскиот и тренирам по 3 пати, така. Што најмногу внимавате за да имате ваква кондиција? Обично јас практикувам чиста и здрава храна. Значи не јадам се и се што. Така да сум полна енергија, ако имам толку години, се чувствувам како Физички сте активни? физички може да поздравидат и овие од 20 години. До 1725 метри на Чупино брдо на планината Плачковица прв стаса Александар Стојковски од Прилеп. Конкуренцијата е добра, да, има конкуренција, значи многу е добро да има конкуренција, но јас трчам на пример она време што е мое планирано да го остварам тоа време. Подготовките се одвива во текот на целата сезона, но за ваков настан нормално дека треба мал одмор пред трката. 3-4 дена мора да се одмори за да се наполнат батерии за трката. Домеќините се значи предобри, но треба време. Но како што е вака со
ова организација значи секако ќе дојде дека да биде една од најдобрите и трки и организации во Македонија. По него втор беше Маријан Бонев и трет Мајкл Ван Белен од Белгија. Во женска конкуренција најбрзи до врвот беа Мери Мирчевска, Сања Најдовски и Емилија Христова од Бугарија. Чупино Вертикал викендов ја испиша и втората страница од Чупино Трейл после големата трка во септември минатата година. Современиот македонски поет Никола Маџиров гостин на поетска вечер во Виница. Истата е во организација на Комисијата за настани и манифестации во оваа општина. Поезијата и универзумот се во многу нешта слични, бесконечни, безвременски, универзални, мистични и убави. Самиот процес на пишување и создавање нови паралелни светови во кои се проектираме и екзистираме кога овој свет што го имаме не е доволен. Велат младите поети кои викендов беа гости во рамките на поетската вечер што ја организираше Комисијата за настани и манифестации во општина Виница во соработка со Домот на културата Тоша Арсов и Музеот Теракота. Виничани имаа ретка можност за прв пат да уживаат во поезијата на најдобриот современ македонски поет и преведувач Никола Маџиров, кој зад себе има бројни национални и меѓународни награди и поезија која е објавена во над 50 на земји во светот, во Европа, САД, Азија, Африка, Латинска Америка и во Австралија, преведена на 41 светски јазик, меѓу кои и на персиски, јапонски, хебрејски, шпански, галициски, каталонски, келтски, хрватски. Пишува за времето кое не одминува, историјата на која грчевито и се навраќаме како некоја хронична кашлица, љубовта која тлее, воскреснува, скапува или испарува. Пишува за навидум неважни, а толку суштинско важни нешта. Со неговата поезија се отвора сосема нова димензија на мајчиниот јазик. Поетесата Слаѓана Бојановска од Блатец благовремено во Виница ги промовираше своите авторски дела Керубин во крчмата и Луѓе во вакуум. Беше дел од оваа поетска вечер. Настапувала на повеќе фестивали во и надвор од Македонија. Од најмладата поетска генерација која носи нова енергија, луцидна, храбра и хируршки прецизна, стихови пренесоа Катерина Гогова, чија дебитантска книга поезија Актерите се кастрирани излезе минатата година, како и младиот поет Митко Апостолов, добитник на наградата Антологија на болката, на Рациновите средби за најдобра дебитантска и необјавена поетска збирка за книгата Тело одречено од пливање. Гостин на вечерта беше и Лазар Попов, кој благовремено ќе се нарече Facebook поет, бидејќи пишува исклучиво за социјалните мрежи. Сена се убава поетска вечер која ги наполни срцата на оние кои ја проследија. Тече организацијата за манифестацијата Вешта жена, што ќе се одржи на 23 февруари во 18 часот во ресторанот Амор во Кочани. Годинава за учество се пријавени 4 надпреварувачки плюс 1 за Гран-при награда. 4 надпреварувачки и 1 Гран-при се пријавени за учество на овогодишната манифестација Вешта жена, што ќе се одржи на 23 февруари во ресторан Амор. Има заинтересираност за присуство, велат локалните организатори. Караванот на Вешта жена и оваа година продолжува низ сите градови. За градот Кочани ќе биде на 23.2 во сабота од 18 часот во Амор. Цената е 400 денара. Оваа година имаме 4 нови учеснички и 1 е за Гран-при. Кој сака може да повере да дојде за да види колку е интересно и колку е убаво на Вешта жена да се и учествува и да биде гости. Се повеќето помлади и помлади имат некој стимул, ајде да пробаме нешто интересно, да пробаме други работи, така, има. Секоја учесничка има право да се избере своја тема, поставува си според принципите и според карактерот како сака да се изрази самата себе си, да се покаже. Учесничките се надпреваруваат во повеќе категории: декорација на десерт, главно јадење, аранжирање салфета, општ впечаток и цветни декорации. Жените ќе ги забавува групата Хармонија, а водител како и секоја година ќе биде Ирена Спировска. Влезницата и годинава не е променета и изнесува 400 денари со вклучена вечера, а ќе има и наградна игра за гостите и награди за учесничките. Кочанските представнички досега добро го представуваа својот град на републичката манифестација. Имаат донесено повеќе први награди во категориите декорирање на маса и за декорација на главно јадење и десерт.
И овогодишната победничка и Гран-при ќе учествуваат на републичката манифестација, што ќе се одржи на 11 и 12 мај во Тетово. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра 15-тото коло во втората кошаркарска лига, при што Баскет Дино како домаќин загуби од тимот на Куманово 2009. Тоа е четврти пораз во низа, со што подолг период нашиот второлигаш останува без бодови и влезе во критичната зона на табелата. Кошаркарите Викендов ги продолжија надпреварите во рамки на 15-тото коло од втората лига на Македонија. Кочанскиот второлигаш Баскет Дино повторно остана со празни раце како домаќин на средбата со Куманово 2009. Иако кумановчани како екипа во досегашните 14 кола имаа скромни постигнувања, токму на средбата во Кочани се созедоа и успеа да освојат важни бодови за извлекување од долниот дел на табелата. Тие ги совладаа кочанските кошаркари со 87 спрема 82. Со поразот, екипата на Баскет Дино ја пропушти шансата да ја прекине негативната серија, посебно што се очекуваше од и гостите од Куманово, кои реално се послаб противник, лесно ќе бидат совладани. Со ова, нашиот кошаркарски второлигаш останува на досегашните 15 бода и го дели седмото место со директниот конкурент Спарта, а Куманово заостанува само 1 бод. Во следното коло Баскет Дино го очекува тешка битка на гостувањето против тимот на ФМП Академија, која е третопласирана и има само бод помалку од првопласираниот Карпош Соколи. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.